слушаат, ценет пријателе, дека овде секој се знае. И Черчил не го слуша, ама кога пристигнаа германците, рекоа, аман Черчил спаси не. Ние да турнеме Турција во војна, а вие појавете се во јавноста како Черчил, спасете ги овие луѓе. Со задоволство, братче. Секако Черчил беше голем политичар. Тоа што не споредувате со него не радува. Верувајте, за државата и Черчил ќе бидеме, и Рузвелт ќе бидеме, дури и Сталин ќе бидеме. Како Исус ќе се распреме на крст. Мојсей ќе бидеме и Нил ќе го разделиме. Едно мало девојче дојде од тука да купи пченка. Не, Ја познаваш ли ќерка ми? не бе бате. Повелете... Дали видено девојче овдека? Ајде повелете свежи питички, ајде. Боже мој. Дали виде едно девојче само да шета тука? Не сум видел. Види ли некој девојче овдека се шета? Не. Тато бе, како ја изгуби? Сине, пред мене беше. Посека пченка. И видов ја нема. Зошто ја донесе тука? Знаеш дека не е сигурно, барем да земеше некој од дечките. Сине, ќе ме испрашуваш сега или ќе го параш детето? Ја виде сликата на татко и во весникот. Детето се избезуми. Виде ли едно мало девојче само да шета? Чистен пиштолот. Рекоа дека е чист. Кажи, Ерхан, Бато, нашите излегоа од канцеларија, ги следам. побарај го ме мати. Добро, бато. Што е, Ерхан? Бато, синот на Кара оди некаде.
Покрај него и помошникот, двајца што не ги знам. Ги следиш? Да, бат. Добро. Кога ќе застанат, побарај ме да дојдам. Добро, бат. Со кого пак си се степал? Со нашите дечки се степавме. Малку претеравме. Што прави сестра ти? Ништо. Што да прави, седи дома. Како е со Кенан? Добре. Бидна нешто бате? Не, што да биде? Добар ден. Добар ден. Може ли да го потребам вашиот телефон? Каде е мајка ти? Во Вашингтон. Ќе ја побарам дадилката. Го знаеш ли бројот? Да, таа ме научи. 0, 5, 3, 2... Аз се извинувам. 0, 5, 3, 2... Дај ми го телефонот, Што ќе ти е? ќе ја побарам дадилката. Повели. Барам, ама не може да се поврзе. Дај ми на мене. Значи дека има работа, исклучен е телефонот. Ајде запамети го и мојот број. 0, 0, 7, 5, 5, 3, 3, Ало, Извинете, господја. повелете, кој е? Детето што го гледате, ви се изгубило, сега е кај мене. Какво дете? Не чувате ли дете? Не, братче, погрешен број. Вели дека е погрешен број. Дојде да те видам вака. Дојде да видиме какво чоколаду да ти дадам. Ајде. Ајде, натре да видим. Седни вака да видиме. Ало? Елиф, ти ли си? Јас се изгубив. Каде си ти, дете? Ало, Господине, извинете ве, молам, се случи една грешка. Каде се наоѓате вие? во Кандилили, Джиджи Маркет. Или сега во еден маркет и збори на телефон. Да земат лекерка ви, господине. Нека ја земат и донесат. Земете го девојчето. Добро, господине. Како се викаше бакалницата, Лила? Джиджи Маркет. Джахит! Видов дошо, ке те побарам.
уште еднаш никако, ама никако нема да се изгубиш. Не се изгубив. Побегнав. Тогаш уште еднаш нема да бегаш. Тогаш однеси ме кај татко ми. Тие луѓе ќе ме однесеа кај татко ми. Тие се лажговци. Твојот татко... Ќе те однесам кај твојот татко. Шверцот го почитувам и зетче. Уште на времето не остави без цигари и без виски. Ама соработката за шверц со организацијата во Северен Ирак не е моја работа. Ете ти кажувам, од ова работа ќе те боли глава. Јас заработам толку пари, па и нека ме боли глава, ќе се напијам две апчи. Велиш апче ќе пиеш. Господине Фикрет, не се од Северен Ирак. Овој од Русија, од Бугарија ги носиме. Ова прифатете го како аванс. Застани! Застани! Пате, овие дојдоа на место на Мехмет Фикрет Хазарбејол. Другари, каде одите? Еј, каде одите? Пато овде нешто се случува. Пато овде се стенува да се замешам. Ти не се мешај во ништо, одма доаѓам. Што работа имаат овие со Мехмет Фикрет? Повели, Чедо, кого бараш? Замолчи бе. Бегај стари надвор, ајде. Ти не си синот на Кара? Јас сум сега син на Архангел. Излегуваш или не излегуваш? На погрешно место си, сине. Ете ти кажувам. Седи тогаш. Премногу се мешаш. И зетче, зашто ја напнуваш средината? Јасно е дека момци ви имаат некоја потреба. Како можам да ви помогнам? Имаш долг кон Кешифоглу. Колку пари сум имал долг, братче? Човек да не си го знае долгот? Не знае ли човек да употреби оружје за да го земе долгот? Ти кажи ми, колку сме биле должни? 10 милиони долари. $10 милиони за мене не се долг, чедо моја. Тоа е една годишна стипендија за девојчињата. Да го побарам Ибрахим да донесе. Жими Бога ќе те пукам. Ете ти кажувам,